бистра треска на бреговите, под синиот небески свод. Свети Климентовото училиште го краси македонски брод. Во Свети Климент ние учиме, тука е нашиот свет. Тука ни се отвора прозорецот, започнува нашиот лет. Се образуваме, се воспитуваме, се забавуваме и спортуваме, глумиме, играме и пееме, учиме здраво да живееме. Наставници, наставнички наши, ништо со вас не плаши, чекориме во животот смело, благодарни на вашето дело. Гордост наша патрониме, Свети Климент, Свети Климент. Училиште сме за пример, Свети Климент, Свети Климент. Гордост наша патрониме, Свети Климент, Свети Климент. Училиште сме за пример, Свети Климент, Свети Климент. Крај бистра треска на бреговите, под синиот небески свод. Свети Климентовото училиште го краси македонски брод. По Свети Климент ние учиме, тука е нашиот свет. Тука ни се отвора прозорецот, започнува нашиот лет. Доктори, инженери, професори, офицери, минале низ пупите твои, оствариле сониште свои. Наставници, наставнички наши, ништо со вас не плаши, чекориме во животот смело, благодарни на вашето дело. Гордост наша патрониме, Свети Климент, Свети Климент. Училиште сме за пример, Свети Климент, Свети Климент. Гордост наша патрониме, Свети Климент, Свети Климент. Училиште сме за пример, Свети Климент, Свети Климент. Гордост наша патрониме, Свети Климент, Свети Климент. Училиште сме за пример, Свети Климент, Свети Климент. Гордост наша патрониме, Свети Климент. И мислам дека нема поубав почеток да се започне вашиот ден заедно со голем одмор и со нашите прекрасни гости кои што ни доаѓаат од основното училиште кое? Климент, многу посилно, гласно и јасно. Свети Климент Охридски! Така е, Свети Климент Охридски, гостите ни доаѓаат од прекрасниот македонски Брод и останува само да подсетиме дека денес имаме две прекрасни екипи, а еве јас и моја драга Спасија сме подготвени точно да се знае кој за кого ќе гласа. Ќе навива, а гледачите ќе гласаат. Ма гледачите сите навиваат за нас, а гласаат
за нас. Како да, ќе ве подсетиме дека телефонските броеви повторно ќе бидат активни. Еве го, драга моја Спасија. 5-514 444. И се разбира, има и на Facebook, www.facebook.com, контактна училишна програма Голем одмор, можете да не најдете и таму. И да не должиме премногу, само ќе ве подсетиме како тоа денес ние ќе навиваме. Црвени, како навиваме? Црвени! Црвени! Боја на победата! Браво! Жолти, ве молам да се справите и сега гледачите ќе чујат како навива најдобрата екипа! Жолти! Криста Олти! Посилно! Жолти! Така е! Криста Олти! Тоа е тоа, браво! Навежбани, опуштени, време е малку да земаме здив и веднаш почнуваме со представување на оно најважното, а тоа е училиштето. Веднаш да се фатиме за работа и мојот капитен Теодора е подготвена веќе да ве запознае со најдоброто училиште во Македонски Брод. Подготвена, Теодора? Лична карта на училиштето. На брегот, од левата страна на реката Треска, во централното градско подрачје, во Македонски Брод, се наоѓа нашето основно општинско училиште Свети Климент Охридски, во кој денес своето знаење и воспитување го добиваат 469 ученици. Низ училишните клупи во богатата 68 годишна дејност поминале над 22.000 ученици, кои како стручни кадри даваат и ќе даваат свој допринос во развојот на нашиот крај, град и нашава држава. Во состав на училиштето се подрачните училишта во село Самоков и село Манастирец, кои се 9 годишни, и подрачните 5 годишни училишта во село Требино, село Сувидол, село Црешнево и село Брест. Целта на нашето училиште е да им овозможи на учениците индивидуален развој во сообразно со нивните предиспозиции и кај нив да се развиваат чувства на одговорност, смисла за убавото, културните традиции и свест за припадноста на Република Македонија и да ги почитуваат и исполнуваат граѓанските права и обврски. Мисијата произлегува од воспитанието и образованието на учениците од училишната возраст, а таа гласи: училиштето предводи и поттикнува промени кои се патоказ за креативна, здрава и образована личност. Мотото на нашето училиште е мотивираноста на учениците, предизвик за наставниците. Мисијата, визијата и мотото се поддржани и од често користените слогани во училиштето. Учи, за да можеш квалитетно да живееш. Моето училиште е мој втор дом. Горди сме што сме дел од ова училиште. Чистотата во светот да царува, природата с убавина да не дарува. Браво! Дојде на ред и Сара, тоа заедно со Сара ќе ви представиме какви се активности има ова основно училиште. Сара, повели? Нашето училиште, реализирајќи ја годишната програма, редовно ги реализира и предвидените наставни активности и предвидените проекти. Учениците се активни во училишните, регионалните и државните надпревари. Овде да ги истакнеме постигнатите резултати во футсал женски со сребрена медаља и златна медаља во женски фудбал. Чест и гордост беше и постигнатиот успех во светскиот онлайн надпревар по математика. Квалитетно ги реализираме и содржините од програмата интеграцијата на еколошкото образование. Потврда за постигнатите успеси се и добиените сертификати од страна на акцијата Ајде Македонија, како и бронзеното ниво. Гордоста на екоактивностите, зеленото знаме, добиено на Еко самитот во Охрид. Редовно одржување на кампањата Здрава храна за детство без мана, која оваа есен беше во состав на Костенијадата, традиционална манифестација на поречкиот крај. Новогодишниот караван, организирани хепенинзи од учениците за учениците, реализирање на активностите од екокалендарот, а денес активностите во нашето училиште се насочени кон одбележување на 5 март Светскиот ден за заштита на енергијата.
Така, еве сега нормално јас и Сара ќе искористиме можноста, значи да ве потсетиме дека денес е 5 март, значи светски ден за заштита на енергија. Меѓу другото од Спасија ќе ти се похвалам дека имаат и училишен весник, гласот на Климент се разбира и прва монографија. И нормално сега е време да ги поздравиме сите оние кои што се виновници, зашто сте вие токму овде меѓу нас. Кого ќе поздравиме? Наставникот Милисав Димовски, Васе Силјановски, Наташа Стојковска, Маријана Ставреска, Славко Тренковски и Бубан Јандрески. Тоа се наставниците кои што се тука со вас. А нормално ќе ги поздравиме и нашиот директор, така, нашите наставници, сите другарчиња и сите вработени во училиштето, како и граѓаните од Македонски Брод. Така, и сите оние кои што гледаат голем одмор. Одлично завршена работа, сега е време нормално да се подготвиме за квиз, а за тоа ни треба повеќе време, затоа уживете во реклами и фошпати. Децата што сакаат да откриваат нови работи, подобро учат. Ако го поттикнуваме нивното љубопитство во првите 5 години, тие целиот живот ќе уживаат во откривање на нови знаења и вештини. Поддржете не да отвориме нови центри за ран детски развој. Донирајте од сите мобилни оператори на 143 555, зашто првите 5 се најважни на свет. Еј, деца! Кој е тој што живее во Ананас под морето? Ти, капетане. А кој е тој што ги готви највкусните рак-бургери? Ти, капетане. Кој е за подводни лудории во краставиот рак? Ние, капетане. Тогаш, ајде на палубата. Зграбчете го кормилото. Одиме. Сунгерот Сезнајко Боб Панталоновски. Во понеделник, среда и петок, само за најмалите на прва. Нов селектор, нови надежи, исти цели. Македонскиот репрезентативен фудбал почнува нова епизода. Топка за Демири, 1-0! Гол! Бошко Ѓуровски го презема кормилото на рисовите. Ова ера без Пандев се гради тим со модерен пристап. Еве сега нова можност. Удар, Бајден! Квалификациите се во септември. До тогаш тече периодот за концепцијска консолидација. Првиот показател ќе биде пријателската со Летонија. 39-та минута Македонија води 7-0. Прв канал на македонската телевизија, денеска од 18:30. Емисија по преносот над преварот Македонија-Летонија. Театарот за деца и младенци има нова веб страница. Посетете ја tdm.mk и информирајте се за репертоарот на театарот. Од дома резервирајте и купете билети за представа. Прочитајте актуелни интервјуа и новости. Уживајте во богатата галерија фотографии. Влезете во театарот за деца и младенци со еден клик на tdm.mk. Охрабрувачки аплауз за старт на квизот. Дали сме подготвени? Да. Добро. Одиме веднаш за квизот за моја екипа, ќе се погрижат Анета, Мартина и Ангела и почнуваме веднаш со Анета. Подготвена? Да. Прашање. Сместен на надморска височина од 1350 метри е највисокиот град во Македонија. Под А Штип, Б Скопје, В Крушево. Точниот одговор е Крушево. Точен одговор, точен аплауз. Мартина доаѓа од жолтиот тим, од жолтата екипа одговара прва, подготвена, земи длабоко здив, а прашањето го гледаме сега. Гласи вака, таа е десна притока на реката Вардар. Вкупната должина изнесува 132 километри, а позната и како голема река. Станува збор за треска, пчиња или пена. Точниот одговор е треска. Така е! Продолжуваме понатаму, време Мартина да каже точен одговор, се надевам ке имам. И да видиме кој е прашањето. Кој поем не припаѓа? Охридско езеро, Глобочица, Преспанско езеро, Дојранско езеро. Не припаѓа поимот Глобочица, бидејќи Глобочица е вештачко езеро, а другите се природни. Ма прекрасно, точно, браво! Време е за жолтиот тим. Елена, тан-тарадан, прашањето.
Кој поим не припаѓа? Скопје, Битола, Пелагонија или Прилеп? Поимот кој не припаѓа е Пелагонија. Зошто да кажеме? Затоа што е таа е рамнина. Така е! И за крај, подготвена е Ангела, да видиме какво прашање има за неа. Ангела, препознај го градот. Тоа е градот Крушево. Така е, не требаше многу време, браво! Ајде да видиме на Даниела кое прашање ќе се падне. Препознај го градот. Оваа фотографија доаѓа. Тоа е доаѓа од градот Битола. Така е! Браво! Ти не можеш да ја запееш песната за Битола. Битола, мој роден крај. Ние сме подобри. Не ме тере да пеам, да губам поени. Така, дај сега, дали може Спасија да земеме здив? Малку и имаме нешто интересно, тоа значи дека имаме интересни актери, подгответе се. Мојот дедо е најумен. А зошто, Ана, токму тој да биде најумен? Ти не веруваш, Игоре? Верувам, но и дедо ми Тодор е мудар. Дедо Стефан знае најубави приказни, гатанки, но и поговорки. А баба Петранка? Таа е најумната жена на светот. Тие се ништо во споредба со дедо Трифун. Баба Митра, Иване, вреди колку сите баби и дедовци заедно. Што ќе кажеш ти, Елена? Ангела, јас немам ни баба ни дедо и не ги паметам, а толку сакам да ги имам. Кој знае најмногу пословици и поговорки? Оние што сме ги слушнали од нашите баби и дедовци. Како ова? Волкот влакното го менува, ама табиетот не. Човекот за мака е роден. А знам и други. Наведната глава и подсабија минува. Јазикот коски нема, а коски крши. Ако се сториш овца, секој ќе те стриже. Еве ги Јана и Анастасија. Тие ќе го прогласат победникот. Сите кажавме по една пословица. Освен Елена. Знам и јас, а мајка ми и татко ми уште повеќе. Дома имаме многу книги. Еве една и од мен. Без мака нема наука. Еве ја втората и од мен. Рани душа да те слуша. Најкусиот пат не е најдобар. Кој рано рани, две среќи граби. Денот по утрото се познава. Царска уста, остра сабија. Еве за трудолюбивост. Залудно работи, залудно не седи. И трудот секогаш се наградува. За умник, умниот е јунак, а не силниот. За честноста, за една чест живее човекот. За оние што прават добри дела. Направи добро и заборави го. За нескромните, самопразниот кога се кренат. За алчност, ако му го дадеш по клопчето, ти го сака и грнчето. Ама еве и за лицемерните. Ни лук јал, ни лук мирис. За нестрпливите, боцни прачка, пи вино. За брзоплетоста, брза кучка, слепи кучиња е рај. За оние што за ништо не ги биду, ем шут, ем боден. Кој е победник, Јана? Се знае кој е Анастасија. Победник е Елена. Добро е да се има баба и дедо, но и во книгите има многу приказни, гатанки и поговорки. Уште голема татета. Пак некаде заглавно. По книги појде, книга се стори. Ке ни доде се куп книги и читај. Ми треба малку одмор, ми се оди некаде. Уште малку ќе дојде. Ќе ги расфрли книгите и... Тука сте. Ве нема, ме заборавивте. И вие сте ми биле некои си соседи. Ни пците со маст не најадат. Работава ние за никаде. Никола отиде да купува книги. Ако де од книги нема штета,
Ама некој треба да ги чита. Ке ве научам да читате со прескокнување. Туку дојдов. Керка ми треба да напише писмен состав. Па да ми помогнете барем едно тројче да добие. Кој за тројче лесна работа. Го знаете убаво јазикот. Убаво се изразувате. Јас сум повеќе по математиката. Никола, нов филм, драма? Комедија. Како е билјанчето? Добро. Одам да купам книги, книжара. Ќе ти кажам јас тебе книжара. Скалата, бојата, четката и од книжарата не остана ништо. Од книжарата не остана? Ја запали? Тука те чекав. Книжара, Билјанче, гледаш колку го знаат јазикот? Во македонскиот јазик нема збор книжара. Ние велиме и пишуваме книжарница. Па ти си знаела и вакви работи, а овде не молиш да ти пишуваме писмен состав. Како што нема книжара, така нема ниту пивара, ни стаклара, ни котлара. Ако сакаме да бидеме доследни стандарни, ќе речеме книжарница, пиварница, стакларница, котларница. Видеа ти соседката, сака да ни го земе левот. Писмениот состав заборави го. Ама сте биле чувствителни, соседката е талентирана и треба да ја придобиеме за да биде на наша страна. Дојде тука и Николче, Злато, како да сум нервозна малку. Народот рекол, со кротко, со благо, полека. Сте за поеден еклер? Одете, кујња ги остави. Уште ова ве молам, почитувани. Книжарите се книжарници, стакварите стакварници, котварите котварници. Сакал некој или не сакал, тоа е така. Деновиве многу пати го вртев речникот на македонски фрази и изрази и си најдов зборови кои многу ми прилегаат и сакам да ги кажувам. Ке ви речам, со две раце подпишувам дека борбата за нашиот јазик продолжува. Кај мене нема тури му пепел да иставам крај на оваа работа. Не почитуван, јас сум тврд човек кој не отстапува и кој упорно си ја турка работата. Така, ами како? Браво, браво, секоја чест за овие актери, може да се вратите на вашето место. А сега е време за експерименти, Тина? Да, значи ние со Сара предмалку кажавме дека денес е многу важен и значаен ден за заштита на електричната енергија, светскиот ден, 5 март. Сега по повод тоа се разбира, тука ги има Мартина, Кристина, кои што ќе ми помогнат да ми објаснат за каков проект на англиски јазик станувало збор, особено кога станувало пак збор за заштита на електрична енергија. Здраво, по повод денешниот ден, 5 март, малку подоле микрофонот. Заштита на енергијата, изработивме проект по англиски јазик за заживување на планетата Земја и секако за заштита на енергијата. Така, сега ќе ми помогнете и на гледачите да можеме да видиме како изгледа тој проект. Еве, повели. Добро. И? Преку струјно коло. Еве, јас ќе ти помогнам. Добро. Го уклучуваме. И енергијата се претвара во механичка енергија. Да, дали ќе му штети ако вака покажам? Не. Нема да отпадне ништо. Оп. Добро. Еве како врти и тоа е доказ дека електричната може да се претвори во механичка енергија. Но тоа не е се. Дали ќе кажеме денес како ќе звони вашето звонче? По повод денешниот Заштедете го микрофонот. Добро, заштеда на енергијата, денес во нашето училиште ќе чукне механичкото звонче. На тој начин ќе заштедиме енергија. Ќе заштедиме енергија, а еве ако не сте знаеле, значи Спасија како би било на англиски сейфхар? Да. Добро, еве како се заштедува енергија и еве пишува тука си енерджи на англиски. Браво. Боиме се во духот на заштита, треба да се штеди електричната енергија и секаква енергија всушност. Но не треба да се штеди енергијата за победа, така ли е? Така. И не треба да се штеди на зборови, нели барем не кај нас овдека во емисијата. Јас го имам Бојан. Бојан ќе ни раскаже малку кратко што прават на часот по географија и ти ни подготви една интересна презентација за езерото Косош, така? Ајде да ја кажеш на Тина убаво. Учениците од нашето училиште Свети Климент Охридски Македонски Брод во соработка со наставникот по географија Милоан Масески изработија проект за бисерот во поречјето езерото Козјак. Езерото Козјак е изградено во долниот тек на реката Треска. Тоа е вештачка хидрокумулација. Покрај ова изградени се вештачките езера Матка 1938 година и езерото Света Петка 2012 година. Езерото Козјак се наоѓа во западниот дел на Македонија, која се поголемиот дел од својата површина припаѓа на Македонски Брод. Од источната страна обградено со планината Сува гора, а од западната со Мокра планина.
Така е, аплауз. Одлично, Како ти се допадна оваа презентација? Сега, значи, видовме каков експеримент, каква презентација подготвивме, сега малку ќе одмориме и што би биле ние ако не би имале малку добра музика. Подгответе се. Гитари, драга колешке тука. Еве да те запознам, ова се Давид и Марија, моите музичари, гитаристи, многу талентирани, ама не ти откривам се. Па и јас имам талентирани. Немаш само ти? Ќе видиме, ќе видиме. Оно што знаеме дека сега е време да се вклучите вие, драги наши, и се разбира да завртите на добро познатиот телефон. Тан-тан-тан. Ама вака ти кажувај, јас ќе покажам со раце. 514, ај покажи. Ајде од поново. 514 444. 444. Да видиме кој ќе ни се јави и за кого овој пат ќе го дадете вашиот глас. Гледате еве јас и Спасија. Добро прецизирани сме состав кој за која екипа е. А вие, драги гледачи, бидете секогаш за моја екипа. Не за мене. Среда, и да подсетиме кој како навива, додека му даваме шанса на гледачот. Имаме гледач! Имаме гледач, брзо имам ја Мајлија и Мајца и само велам сите заедно. Палци жолти. Здраво. Стигате палци гледачот да гласа. Здраво кажете му. Здраво сите заедно. Здраво. Кој се јавува? Ало. Добар ден, добар ден. Дафе е на телефон и гласаме за екипата на црвените. А камерманите ја викате, не може така. Може ли? Може. Сега, за да не бидеш тажна, подосна малку. Ке ме почестиш се нешто. Да не биде тажна, да бидеме расположени, само ќе подсетиме дека Давид и Марија, всушност самите ќе кажат, еве Марија, покрај тоа што сте талентирани гитаристи и сте дел од оркестарот училишен. Имаме гледач. Yes. Само да кажем ова, Ќе кажеме ли во што се уште учествуваме? Дека не е само оркестарот. Активности и добро, ти не знам дека сакате да се пофалите дека сте талентирани, ама и гледач. Ајде. Жолти овој пат мора силно да стегате палци. Да, дури ваму кај жолтите може ќе не фати Мајата и нас да имаме поени. А што барам јас кај вас? Добар ден. А јас што барав кај вас? Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Луна. Луна, од каде ни се јавуваш? Од Скопје. Скопје, како е вашиот глас? Добро. Добро или одлични сте. Секој ден ве гледам. Така се вели кога ќе се јавиш во емисија. И Луна, твојот глас оди за? За жолтата екипа. Бакнежи за Луна, бакнежи. Благодариме што се јави. Луна е добра, но Спасија е одлична. А ние заедно... Не, сега од оваа страна велиме, уживајте во музика. Ајде. Мојот поглед пакнува, моето срце ставки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде.
тебе. Кај што газиш мојот поглед багнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. Драги мои, за да немате убаво вака звучеше, и за да немате впечаток дека само една екипата на Тина знае да свири гитара, и јас и мојата екипа знаеме да свириме на гитара, овдека имам кого? Миријана и Клементина. И Клементина, со што ќе се представите? Со песната од Трајче Манев, Осамен. Така, и вие сте дел од училишниот хор? Да. Да? Имате досега некаде настапувано? Имаме во Прилеп на училище надпревар. И освоивме некој место? Освоивме. Кое? Второ и прво. Браво, аплауз! Ајде да слушаме како свирите и пеете. Повелете. Тивка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот мил. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ке патам во животот, за кого ке дадам се. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ке патам во животот, за кого ке дадам се. Мојата тивка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот мир. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, како да сакаш да кажеш не. Што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ке патам во животот, за кого ке дадам се. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ке патам во животот, за кого ке дадам се. Започнува третата сезона на големото музичко шоу Сите наши песни со најдобрите пеачи аматери од Македонија. Македонската телевизија ви нуди можност да отпеете една од сите наши песни, овој пат од богатата македонска фолклорна ризница, во придружба на Народниот оркестар. Ако сметате дека добро пеете и имате над 16 години, дозволете вашиот талент да го види цела Македонија. Апликацијата за учество превземете од веб порталот на Македонската телевизија www.mrt.com.mk, каде што се наоѓаат и сите потребни информации за проектот. Истата испратете на мејлот sitenašipesni@mrt.com.mk, најдосна до 7 март 2014 година.
Аудициите и селектирањето на кандидатите ќе се одржат во студиото на Македонската радиотелевизија на 8 и 9 март 2014 година. Бидете дел од екипите кои ќе се обидат да ја освојат големата награда во финалето. Трета сезона на Сите наши песни, проект на Македонската радиотелевизија за заштита и афирмација на македонската народна музика. И како што кажавме некаде на средината на емисијата Спасија, дека денес е многу важен ден, светски ден на заштита на енергија, така и мојата екипа одлучи се што ќе сработи да биде токму во духот на овој ден. И еве заедно со Мартина, само ќе можеме да кажеме дека што правевме, боевме ли? Да. Да. Еве, ова се едни пораки, држете, ништо, еве се исплашиле малку. Дали ќе имаме доволно енергија за крај? Ќе имаме ли доволно енергија за крај? Да. Така е. И додека ние боевме, имавме многу пораки и подсетуваме дека треба да се штеди енергијата, се разбира, да не се троши премногу. Мартина, имаш ли ти некоја порака? Еве, за крај. Порака да се штеди енергијата. Толку. И гласете за? За црвените. Тоа е тоа. А сега да видиме, драга моја Спасија, за каков празник се спремаш ти? Гласајте за црвените, затоа што жолтите се во водство и ќе победат. Може така? Може, имам преубава честитка, драги мои, бидејќи оваа честитка е направена од вредните рачиња. Тан-тарадан, евака, може како вчера. Еве го. Оваа честитка е направена од моја екипа и ајде да кажеме какви материјали употребивме за да направиме една интересна ваква честитка. Ние тука потребуваме хартија во боја, лепило и разни работи. Но не е само оваа честитка, ова што е? Овие се како букети. Букети преубави цвеќенца, еве, веќе камерата го улови и ова морам да го покажам бидејќи е навистина интересно. Ова може да се закачи на зид, може да се закачи во училница кај вас, може и во дома, нели, дома да го краси. Истите материјали ги употребивме. Добро, ти на каде избега? Дојди ваму, дојди да се увериш после да не речеш како не ние бевме подобри. Јас само ќе надополнам зошто ние всушност сме одлични како екипа црвени. Меѓу другото ќе ве посетиме дека можеби една од квалитетните техники на работа е витражот, не е лесна и затоа Тамара ќе ни открие всушност што е тоа витраж. Еве можете да видите како изгледат веќе сработени примероци на витраж. Тамара, повели? Витражите се цртежи кои се изработуваат на стакло. Најпрво правиме скица, а потоа врз стаклото ја цртаме скицата. Така, дали може еве малку микрофонот за Виктор? Виктор, дали ова лесна или тешка техника? Ова е потешка техника, бидејќи ние треба првен да го направиме планот и него да го избоиме, па потоа ние да боиме на стаклото и да испадне исто како планот, но нацртано на стакло. А се бои со какви боички? Со темпери. Со темперни боички, добро. И сега да видиме Спасија. Дојди за да видиш. Еве вака ќе бидејќи јас сум во брзината на светлината да видам што правиш, ме имитираш. Јас сум во друштво на Ангела и Јана, така сега за мене демек нема време, нели? Не може. Правиме што правиме ние да кажеме? Ние работиме со техниката депутаж. Депутаж е техника каде што имаме налепување на различни материјали врз предмети. Така, веќе имаме и готов примерок, драги мои. Еве, една убава чинија, ова е вазничка. И значи и ние сме креативни и вредни, така? Ајде на аплауз. И сега, и те поканувам сега гласно и јасно да прогласиме победник. Дали тука има нешто подготвено? Чекај, имаме нешто подготвено. Што се дава на победници? Каде се медалите? Така, дојдете две прекрасни сонца. На победници се даваат медали, односно на нас. А победник е основното училиште кое? Свети Климент Охридски. Така, Свети Климент Охридски од Македонски Брод. Може да се поздравите, одлични бевте. А еве за да нема плачки. Ама погледни кој дава медали од мојата жолта екипа. Несебично. Ама не се наши медалите, па несебично ќе ти ја подадат, ама ние ви ја дадовме. А сега еве можеш да те... Еве аплауз за Спасија, победник. Во животот немам добиена медала, еве веќе. А за мене, еве каква себична колешка имам. Еве мене друг ќе ми даде медала, добро. Каква себична, добро.
И победниците се тие. Уживајте, се гледаме утре повторно, се разбира утре. Идем се заблагодариме на нашите гости. Па да, бидејќи за прв пат допатува од Македонски Брод и ни го разубавија студиото. Ви благодариме на учеството. Многу најмногу. Се гледаме утре. Се гледаме утре. Довидување, до следно видување. Уживаме во Холандија од детскиот Евросонг.